проверат што се случува со техниката. Јас да се заблагодарам на досегашната плодна дискусија и се надевам дека во ист интензитет ќе продолжиме и понатака. Еве јас и професорката Рената Тренавска-Дисковска ќе се обидаме она што како искуство го зборува пред се Ивана Дракшич и Петрит, да некако го ставиме нели во законска рамка, да речам. И се надевам дека ќе продолжиме дискусијата и по оваа сесија. Добро, Венче, ако не... Добро, ќе гледам јас тогаш од мојот компјутер. Евентуално... Не, па како ќе искривиш, се отштекува. Извинете. Се не го мрде ако се појави. Ако се појави. Не, добро. Значи, ќе се обидаме да дискутираме за тоа кои се слабостите на правните рамки при спроведувањето на референдумите и на другите облици на граѓанско изјаснување. Разговара начна теми колегите од претходната сесија за видовите референдум, меѓутоа само како за мало подсетување, за да дојдеме до предностите и слабостите. Значи, кај нас постои задолжителен референдум кој го распишува Собранието на Република Македонија и тоа задолжително го распишува за менување на границите и за истапување или стапување во сојузи со други држави. А за усвоена се смета одлуката ако за неја гласало мнозинството од вкупниот број гласачи запишани на избирачкиот список. Значи зборуваме за високи мнозинства кога одлучуваме за овој вид прашања за кои се распишува задолжителен референдум. Референдумот е задолжителен, односно неговата одлука е задолжителна да се спроведе и кога ќе се распише референдум на барање на 150.000 граѓани, вклучително и за измена на Уставот, меѓутоа се договоривме со професорката, она малце подлабоко ќе го начне ова прашање за тоа дали на вистина може на референдум да се менува Уставот. Консултативен референдум, значи освен за овие два вида референдум за кои задолжително нели одлучуваат граѓаните, мнозинството е помало кога станува збор за останатите видови референдум и тука гласаат се смета за донесена одлуката на референдум доколку гласале мнозинството од вкупниот број гласачи кои гласале, доколку излегле на гласање половината од вкупниот број гласачи. Консултативен пак референдум е оној кој Собранието самото ќе реши да распише референдум за прашања од неговата надлежност. За жал некако постои широк опсек на прашањата за кои не може да се распише референдум, а тоа се буџетот, завршната сметка, јавните давачки, резерви, прашања за изборите, именување, разрешување и амнестија, одбраната, воената и военредната состојба, прашањата за кои се одлучува со Бадентеровото мнозинство. Кај нас, за разлика од искуствата на другите држави, ќе видите дека кога зборуваме за референдум, секогаш зборуваме за одлуки за кои е надлежно да расправа Собранието. За разлика од другите искуства, ќе слушнеме подоцна и од колегите од Хрватска, во другите држави не е баш така тесно регулирана овој опсек за тоа дека прашања може да се решаваат на референдум само за надлежностите на Собранието. И ако тргнеме од тоа како се излистани надлежностите на Собранието и кои се прашањата за кои не може да се распише референдум, практично доаѓаме до многу мал број на прашање за кои всушност може да се распишува референдум и се сведуваме на некој начин на законите и тоа не на оние кои се одлучувале по принципот на Бадентеровото мнозинство.
Референдумот пак на локално ниво го распишува или Советот, или тоа се прави на барање на граѓаните на Советот, односно градот Скопје, или на барање на 20% од гласачите во таа општина или во градот Скопје. Кога зборувавме за потребниот број на потписи или на граѓани за поведување референдум на државно ниво, Милка спомна дека најверојатно зборуваме за процент од 8,5 потребни потписи од вкупниот број на гласачи во државата. За жал не можеме да бидеме сигурни за колкав процент станува збор, но кога ќе го споредиме потребните потписи на државно и на локално ниво, ја гледаме дека е огромна разликата во смисла на тоа дека многу поголем број потписи се потребни за распишување референдум на локално ниво. Европските искуства се од најразличен карактер, а во најголема мера тие се потребниот број на потписи се многу пониски од она што ние го имаме како пракса. Пак ќе кажам, колегите од Хрватска ќе го споделат нивното искуство, за жал не е многу поразлично од нашето. Референдум пак повторно не може да се распише за буџетот, за завршната сметка, за организацијата на администрацијата и за прашања кои се гласа со бадентеровото мнозинство. Пак се скусува опсегот за кој граѓаните можат директно да одлучуваат, меѓутоа би рекла не во таа мера колку што е тоа случај со референдумите на државно ниво. Научивме и слушнавме од Петрит и од Ивана дека практично се почнува со иницијатива, односно со граѓанска иницијатива за собирање на првични 100 потписи, кои граѓаните ги поднесуваат или до Советот на општината кога станува збор за иницијативи на локално ниво, или до Собранието на Република Македонија кога станува збор за иницијативи на државно ниво. Рокот за спроведување на граѓанските иницијативи е 3 месеци на државно ниво, и повторно тука искуствата во Европа одат повеќе во насока на тоа дека периодот е поголем за собирање за спроведување на иницијативата, односно за собирање потписи за поддршка на референдум или на граѓанска иницијатива за поднесување предлог закон. Па тука и нашите евентуални барања би оделе во насока на евентуално проширување на периодот во кој би се собирале потписи за поддршка на иницијативата. Иницијативата се смета за покрената ако ја поддржат 150.000 граѓани за референдум и ако ја поддржат 10.000 граѓани за поднесување закон до Собранието. Рокот пак е исклучително краток на локално ниво, само 1 месец, а повеќе потписи се потребни, односно 20% за референдум и 10% за граѓански иницијативи на локално ниво. Проблеми при спроведувањето на референдуми, односно граѓански иницијативи, во најголем мера беа спомнати од претходните дискутанти, меѓутоа би кажала и нешто дополнително. Пред се ограниченоста на местата кои може да се собираат потписи за поддршка на иницијативите. Нашето законодавство кажува дека тоа се подрачните единици на сега Државната изборна комисија, и тоа го претпоставуваме затоа што едноставно надлежноста за изборите, избирачкиот список преиде во надлежност на Државната изборна комисија од Министерството за правда. На некој начин останува, да речам, неопределено со колкав број на места располагаме. И на некој начин, од она што го слушнавме и од искуството на Петрит, зависиме од добрата волја на Државната изборна комисија за тоа кои се места ќе не бидат определени за собирање потписи. Проблематично особено представува она што потписите може да се собираат исклучиво во работно време и исклучиво во работни денови. На некој начин ова е во директна спротивност со достапноста и возможноста на секој граѓанин да
учествува во граѓански иницијативи, односно да им даде поддршка. Искуствата во други земји се најразлични, меѓутоа одат во насока, нашето е особено рестриктивно, а другите одат во насока на тоа да иницијативите бидат достапни на граѓаните. Најчесто тоа се прави, Ивана го постави тоа прашање, да, на образци, меѓутоа тие се достапни и тие може да се распоредат на места на кои ќе биде однапред познато каде може да се дава поддршка. Кратки рокови за спроведување на иницијативите, тоа го спомнавме дека е особено проблематично, се движат од 1 месец до 3 месеци кај нас, а европските искуства се да се движат и до година дена. Периодите за подавање поддршка на иницијативите и како трето особено проблематично прашање се недоволните информации во рамките на известувањето за отпочнување на постапка за спроведување на иницијативата. Кога собранието собранието ќе му достави известување на овластениот предлагач дека се работи за прашање кое е од надлежност на собранието, па според тоа може да се продолжи со постапката за собирање подписи, граѓаните не добиваат никаква дополнителна информација за тоа каде, кога, во кој рок да се собираат подписите, која е целта. Значи, сиот овој товар останува на предлагачот на конкретната иницијатива. И во оваа смисла европските искуства се поинакви. И она што и Венецијанската комисија ни го препорачува е да постојат непристрасни информации за тоа на кој начин треба да се спроведе постапката за референдум. Проблеми по одлуката дека ќе се распишува референдум. Значи сме ги собрале пример тие 150.000 подписи и се соочуваме со нови проблеми поразлични од овие што сме се соочиле досега во периодот на собирањето на подписите. Финансирањето на референдумите речиси не е начнато во нашиот закон. Она што е начнато како прашање е дека да, денот на гласањето, печатењето на левчињата и слично паѓа на буџетот на државата или на буџетот на локалната самоуправа. Меѓутоа не и процесот на како ќе се финансира самата кампања и сите останати прашања поврзани со референдумот. Овде го допираме прашањето и на кампањата, а тоа е непознаницата како може да се спроведува кампања за референдум. Она што го допира како прашање законот е само дека овластениот предлагач може да спроведува дури се спомнува зборот пропаганда. Меѓутоа не е воопшто допрано прашањето каква е тука улогата на државата, на спротивставените страни, затоа што предлагач може да биде одредена група граѓани, предлагач оној што прв се потпишал на иницијативата. Меѓутоа што кога референдумот се спроведува на иницијатива на државата? Како тогаш ќе се спроведува финансирањето на референдумот, односно дали ќе може да се трошат средства за кампања и така натака. Медиумската покриеност исто така не е начната. Особено битно е прашањето како ќе бидат распределени силите на оние кои се за одредено прашање референдумско и оние кои се противат на прашањето. Дали ќе се обезбеди нивна еднаква покриеност на медиумите и на кои медиуми, дали само на приватните или на националните медиуми. Значи ова кај нас не е допрено како област. Обезбедување на пристрасна информација е нешто на што другите законодавства и препораките на Венецијанската комисија обрнуваат особено внимание и кога збориме за непристрасна информација се мисли на тоа да со закон еден државен орган е обврзан да ги обезбеди сите можни информации за тоа за што се одлучува.
кои се различните перспективи на тоа како се гледа на одредено прашање, зошто се одлучува по тоа прашање и така натака. Би го споредила ова со обврската кога се менува уставот, предлагачот да спроведе и јавна расправа. Еве со последните предлози за измена на уставот, предлагачот беше владата, имаше обврска да спроведе јавна расправа и по јавната расправа имаше задача да ги сублимира сите изнесени ставови. Еден ваков начин на изнесување на сите ставови, при тоа избалансирано на изнесување на ставови, кои ќе му дадат информација на граѓанинот за што се одлучува, не е регулирано кај нас како прашање. И она што се поставува исто така како проблематична точка се и правните лекови на овластениот предлагач. Главно се штити правото на избирачот, на граѓанинот, на гласачот, меѓутоа постапката по која може да постапува самиот предлагач не е регулирана. Тука се поставува прашањето и што доколку собранието или советот решат дека иницијативата која е покрената не е од надлежност на собранието или од надлежност на советот. Тие донесуваат заклучок и што потоа со тој заклучок, доколку предлагачот не е задоволен со донесениот став на советот на локално ниво или на собранието на државно ниво. Она што за нас се отвораат како прашања и предпоставуваме дека тука треба да се размислува и за идни измени, се гаранциите за спроведување на одлуките донесени на референдум. Ова нели звучи така како да кажам, оптимистично можеби. Ние немаме гаранција и за извршување или спроведување на одлуките на Уставниот суд. Исто така немаме ни за овие прашања. Не постои одредба за начинот на кој може да се промени одлуката донесена на референдум, односно што доколку за едно прашање граѓаните решат на референдум, а брзо потоа имаме предлог од владата или од собранието да повторно биде одлучувано за тоа прашање. Обично одредба нанесена на референдум, односно прашање регулирано на референдум, се доуредува повторно на референдум и вообичаено е да се определат рокови за тоа за колку најкратко истото прашање може повторно да биде одлучувано. Прашањето за местата за собирање подписи некако више на сите ни е јасно дека е преограничено и дека треба да биде либерализирано во смисла на достапност на местата на кои што ќе може да се дава поддршка на иницијативите. Моментот на гласање се разбира, по референдумите се гласа на избирачките места. Пропишување различни видови кворуми за различни прашања. Различните законодавства предвидуваат различни мнозинства за тоа и различна излезност потребна за различни прашања. Зависно од тоа дали се работи за како што е кај нас менувањето на границите за кое е потребно највисоко мнозинство, дали вакво мнозинство би било потребно за измената на уставот, пониско за обични закони, некое средно мнозинство можеби за органските закони. Венецијанската комисија го начнува и прашањето за тоа дали воопшто треба да постојат, да се предвидуваат кворумите. Меѓутоа тоа останува како прашање за дискусија. Стеснувањето или проширувањето на ограничувањата на прашањата за кои се распишува референдум, спомнав. Исклучително е рестриктивно тоа што кај нас само прашањата од надлежност на собранието и на локалната, односно на советите и на градот Скопје се прашања за кои може да се распишува референдум. Ќе видиме преку искуствата на колегите од Хрватска, малку пошироко имаат поставено рамки. Ограничувањата кои ги излиставме се големи, а од друга страна го немаме она што е вообичаено за референдумските закони, а тоа е ограничување за прашањата, односно забрана да се ограничуваат човековите права утврдени со уставот и со конвенциите. Го спомна тоа Петрит како
прашање. Уставни пречки за зголемено директно изјаснување според мене представуваат уставно утврдените рамки за тоа дека само за прашања од надлежност на собранието може да се одлучува на референдум, предвидениот број на 150.000 потребни потписи, висока рамка на потребни потписи, утврдениот вид мнозинства за добар дел од прашањата за кои се одлучува на референдум. Некако самиот устав нас не прави, воспоставува големи граници за тоа што всушност може да биде воопшто предмет на директно одлучување и учество од страна на граѓаните. Во ова рамка толку, па подоцна ќе се вклучам во дискусијата. Повелете, професорке. Благодарам. Искрена да бидам, јас имав дилема колку соодветниот момент во Република Македонија е погоден за дебатирање околу прашањето дали има услови за непосредна демократија во Македонија, особено што ние имаме сериозен проблем со демократијата воопшто. Сепак, ако се согледаат и одредени компаративни искуства, можеме да видиме дека интегративната сила и легитимитетот на представничката демократија како да се исцрпени во современиот свет. Македонија е соочена со уште поголема криза, а тоа е криза која што произлегува од представничкиот апсолутизам во кој што денеска веќе се е покренато и прашањето колку представништвото во Република Македонија е навистина представништво на волјата на граѓаните. Ние имаме проблем со демократијата воопшто и со представничката и со непосредната или директната демократија. Има една компаративна студија која што прави преглед на земјите со непосредна, како ја применуваат непосредната демократија и се применуваат различни квалитативни и квантитативни критериуми. Категориите во кои што се групирани земјите имаат повеќе опишувачки имиња на тоа каков е нивниот однос према непосредната демократија и земјите се поделени во 6 групи. Првата група се земји кои што се авангардни во однос на непосредната демократија и тука се сместуваат земји кои што имаат широк спектар на непосредна демократија, Швајцарија, Лихтенштајн и други. Потоа, втората група се демократски земји во кои што граѓаните имаат вистинска можност да го користат референдумот и кога државата не е согласна и се противи на таквиот референдум. Понатаму има земји кои што имаат внимателен пристап во однос на референдумите, значи имаат референдумски искуства, но при нивното распишување доминира државата, односно државната власт. Следна група се земји кои што се инхибирани во однос на непосредната демократија, значи постојат инструменти за непосредна демократија, но политичките елити се плашат да го користат овој инструмент. Предпоследната група се група на безнадежни држави, држави во кои што практично политичките и културните рамки се неповолни за користење на инструментите на непосредна демократија. И последната група ја нарекле група која што е последна, во која што нема ниту дебата за непосредната демократија. Македонија не е земена како земја во ова компаративно истражување. И сега јас кога си го поставувам прашањето каде би ја класифицирала Македонија, веројатно во една од последните две групи. Веројатно и вашава дебата на некој начин не извлекува од последната група каде што не се ни дебатира за непосредната демократија, но секако не сме подалеку од безнадежните земји во однос на непосредната демократија. Зошто би ја класифицирала Македонија толку долу на листата на неповолни модели? Прво, заради тоа што условите за успешност на еден референдум се многу тешки во Република Македонија, значи имаме ние многу строги услови, и тоа почнувајќи од потребните услови, односно прагот за распишување на референдум по иницијатива на граѓани е многу висок, така и цензусите кои што се бараат за успешност на референдум. Да барате 150.000 потписи за референдум на државно ниво е прилично висок цензус и тоа е спротивно на она што значи
реална присутност на граѓаните и избирачите во Република Македонија, големината на избирачкото тело, така што тоа е еден вонстандардно висок цензус за распишување на референдум. Исто така, за успешност на референдум да се бара излезност од повеќе од половина од вкупниот број и плюс половина од излезените да гласа, тоа се два цензуси кои што се спротивни на препораките на Венецијанската комисија и го прават во старт безнадежен обидот на неорганизирани граѓани, граѓански иницијативи да издействуваат определени резултати на референдум. Исто така, она што практично зборува во неповолен аспект за нашата уставна рамка за референдум е тоа што ако го прочитате уставот внимателно ќе видите дека во самиот устав не е предвидена уставна рамка за тоа како би се спровел еден уставотворен референдум. Таму се зборува единствено за постапка, наменување на уставот во собранието и 150.000 граѓани како иницијатори се спомнати во контекст на она што значи постапка наменување на уставот во рамките на собранието. Од друга страна, во нашиот устав имаме одредба која што Наде веќе ја спомна дека собранието е должно да распише референдум доколку 150.000 избирачи соберат потписи. Сега, кога имате уставна одредба во која што доколку 150.000 граѓани соберат потписи, собранието е должно да распише референдум, наспроти таква цврста уставна гаранција, имате законски текст кој што вели да, ама не за сите прашања. И сега почнува законот да набројува прашања за кои што не може граѓаните да собираат потписи за референдум. И тука тие услови се ставени, прво, значи, според мене, прво треба да се постави прашањето дали воопшто вие со закон можете да ограничувате права кои што се дадени во Уставот, значи право кое што значи на непосредно изјаснување на граѓаните, но при тоа морам да бидам искрена и да кажам дека Уставниот суд веќе го разгледувал ова прашање во Република Македонија и дал едно многу креативно толкување со цел да го оправда ваквото законско решение. Значи, самиот Уставен суд има одлука во која што, односно решение во кое што вели дека обврската на собранието да распише референдум, кога предлог ќе поднесат 150.000 избирачи, е процедурална, а не е суштинска, односно не е од материјален карактер и како таква се однесува само во случај кога поднесениот предлог на референдум е за прашање за кое мора или може да се распише референдум, а не за секое прашање од надлежност на собранието, а најмалку пак за прашање што не е во негова надлежност. Понатаму Уставниот суд вели дека иако Уставот не го забранува, ниту го ограничува на експлицитен начин референдумското одлучување за одделни прашања од надлежност на собранието, тие забрани според судот произлегуваат од самата негова концепција за остварување на власта на граѓаните, според која референдумот е само еден од облиците на непосредно учество, а основен облик на остварување на власта е представничката парламентарна демократија. Значи, акцентот и приматот самиот Уставен суд го дава на представничката демократија. И потоа продолжува велики дека во таков систем тежиштето на одлучување, односно на остварување на власта на граѓаните не е преку референдум, туку преку претениците во собранието и потенцира дека референдум не може секогаш и за сите прашања од надлежност на собранието да представува алтернатива на представничката демократија. Значи, тоа е сваќање и толкување на Уставен суд на Република Македонија. И она што дури се обидува Уставниот суд во тоа креативно толкување да направи едно буквално толкување на членот 73 од Уставот, кај што вели дека таму е регулирано дека собранието одлучува за распишување на референдум за одделни прашања, го потенцира тоа одделни прашања од негова надлежност со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Но во ставот 3, каде што стои обврската за распишување референдум на барање на 150.000 граѓани, не стои за одделни прашања, туку тоа е ставена како апсолутна обврска. Значи, сметам дека практично
ako treba da postoji ograničuvanje za prašanja za koje što ne može da se raspiše referendum, njih im je mjesto vo ustavot, a ne vo zakonot. I vtoro, ako gi poglednete zakonskite ograničuvanja za raspišuvanje na referendum, nekoj od njih se preširoki. Naprimer, generalno da stavite deka ne sme da ima referendum za prašanje za budžetot, ili pak na centralno nivo ili na lokalno nivo, ili pak za organizacija na opštinskata administracija na lokalno nivo, to je prilično široko. Sve može da stavite za budžetot, pod budžetot. Naprimer, ako sakate da raspišete referendum za Skopje 2014, neko može da vi reče, ama to se odnesuva na budžetot, zašto to se pari od budžetot. Znači, ne sme da imate takvi široki odredbi koji što nema da dozvoluvat građanski inicijativi i referendum. Во делот на анализата која што е направена од фондацијата, во овој случај мислам дека добар е предлогот каде што се потенцира дека одредени прашања на вистина треба да бидат изземени од референдумско изјаснување и тоа треба да бидат прашања кои што би биле спротивни за донесување на одлуки спротивни на Европската конвенција за човекови права. И таква интервенција веќе има во регионот, во Уставот. Значи, Уставот на Словенија минатата година е сменет во насока дека е внесено дека не може да се распишува референдум, чија што одлука би значила кршење на Европската конвенција за човекови права. Значи, тоа е стандард кој што ние не можеме да си дозволиме да одиме под него без оглед какво е моменталното расположение. И затоа не случајно се ставаат човековите права, определени вредности на пиедестал, кои што не може дури ни мнозинството да ги менува, бидејќи некогаш би биле загрозени правата на определени малцински заедници, малцински групи. Исто така, ако погледнете самото мнозинство кое што се бара во Уставот за распишување на референдум, тоа оневозможува во Македонија да организирате референдум со повеќе опции. И затоа, ако погледнете во законот, дадена е можност единствено за референдум за и против определено прашање. Компаративно, во компаративните системи познати се и референдуми каде што граѓаните имаат можност да се изјаснат за повеќе алтернативи. Значи, multiple choice прашања. Например, во Австралија во 1977 година е организиран референдум во кој што е избрана националната химна на прашање на кој што биле дадени 4 алтернативи. Значи, практично 4 опции граѓаните имале можност да избираат. Во Нов Зеланд во 1992 година се гласаше за изборен систем на референдум во кој што биле дадени 5 опции кои што граѓаните исто така можеле да ги избираат. Постојат различни механизми како потоа се пресметуваат гласовите, значи граѓаните имаат можност да дадат повеќе опции, да определат своји приоритети, но тоа се прашања кои што евентуално би требало да се разгледуваат во Македонија. Што се однесува исто така до анализата која што е изработена, мислам дека и се согласувам дека апсолутно треба детално да се регулираат прашањата за тоа како би се одвивала кампањата за одреден референдум. Не сме да се дозволи да имате еднострана кампања. Дури ми се допаѓа хрватскиот предлог каде што доколку власта распишува референдум или некој друг иницира референдум, владата да има обврска да изготви анализа во која што ќе ги презентира двете варијанти, двете опции за и против определено прашање. Значи, не сме буџетските средства да се користат само за кампања на една опција, заради тоа што тие се средства кои што ги плаќаат сите граѓани, кои што се носители на различни ставови и различни мислења во земјата во еден конкретен временски период. Воведувањето и пропишувањето на паралелна процедура исто така мислам дека е нешто што недостасува во нашиот закон и кој што исто така треба да биде регулирана. Ако генерално го согледаме постојниот закон кој што регулира граѓанската иницијатива и референдумите, заклучокот би бил еден дека тоа е кошмарен закон. Зашто? Заради тоа што создава еден административен лавиринт во кој што практично сите граѓански иницијативи се губат. Дадени се процедури кои што ги обесхрабруваат граѓаните да пристапуваат кон референдуми и граѓански иницијативи. Која е логиката да собирате потписи
за да собирате потписи. Мислам, тоа е едно апсолутно решение. Едно абсурдно решение кое што навистина нема никаква логика во законот. Имате нејасни одредби, имате конфузни одредби, имате непрецизни одредби, се мешаат определени термини, некои се преограничувачки за граѓаните, од друга страна, како намерно да постојат определени правни празнини кои што возможуваат дискреција на органите со цел да спречат во конкретен случај определени иницијативи. Навистина е абсурдно ова што го слушав денеска од представниците од граѓанските иницијативи, да правите трошок на граѓаните, они да ви обезбедуваат образци за собирање на потписи. Мислам, граѓанската иницијатива е нешто што треба да поттикне развој на демократија во една земја. Државата е таа која што е должна да ги сноси финансиските трошоци за тоа. Значи не може вие да ги оптеретувате да печатат списоци, да прават ливчиња или да собираат потписи во тој дел. Исто така, кога се собираат потписи, треба да се овозможат апсолутно услови тоа да биде направено, како временски, така и просторни. Значи не може да правите собирање на потписи само во работно време. Ние видовме кога се собираат потписи за определени председателски кандидати, се работи 24 часа за да се соберат потписите. Истиот принцип во смисла на продолжено работно време, значи во кое што граѓаните и после работното време ќе можат да дадат потписи, мора да им биде обезбедено и во случај на граѓанска иницијатива и референдум. Значи практично сметам дека навистина треба сериозна корекција на она што представува правна рамка со јасни процедури и со ефикасни правни лекови, бидејќи практично ние видовме дека во два случаи кои што тука беа презентирани, граѓаните немаат можност за правен лек кога им се оневозможува остварувањето на нивното граѓанско право. Но исто така морам да потенцирам дека во Република Македонија не се виновни секогаш само законите. Виновни се оние кои што ги применуваат, бидејќи најчесто имаме лоша волја во примената на законите, во толкувањето на законите, а некогаш и во нивното пишување. И на крај сакам да потенцирам дека практично непосредната демократија е спротивна на популизмот и покрај тоа што често пати популистичките политичари се представуваат како глас на народот. Задача на непосредната демократија е вклучување и учество на што е можно поголем број граѓани во јавниот политички живот, додека пак популизмот главно се занимава со мобилизација на мнозинството заради исклучување на другиот дел од општеството. Непосредната демократија работи на тоа да ги охрабри граѓаните, да ги поттикне да бидат активни, а популизмот има тенденција низ притисок и злоупотреба на моќта да заплаши дел од општеството. И од тој аспект, кога станува збор за граѓанските иницијативи, за референдумите, сепак мора да потенцираме дека, за да може да дојдат до израз граѓански иницијативи и референдуми, граѓаните мора да имаат можност слободно да ја изразат својата волја при гласањето, бидејќи ако вие немате услови за демократија воопшто, уште помалку ќе постојат услови за непосредна демократија. Ве благодарам. Благодарам, професорка. И по овие презентации предвидовме дискусија, зависно од интересот ваш, така што повелате со прашања. Фала многу. Јас имам еден предлог. Ако го погледнеме, значи, ова прашање во контекстот на она што претходно го кажав, а тоа дека треба да воспоставиме демократија, и во контекст на сите проблеми со кои што се соочувале сите движења, формални и неформални, во иницирањето на референдум, односно иницирањето на промена на закони, може би треба да отидеме по принципот на обратен азимут, односно да тргнеме од обратната страна. А тоа е предвидување на обврска за државата за спроведување на референдуми и на национално и на локално ниво. Значи да има прашања за кои што државата мора да ги праша граѓаните. Во тој случај ќе убиеме, да речеме, неколку
муви со еден удар. Имено државата не ќе може толку брзо да носи одредени промени за одредени прашања, заради тоа што референдумот секогаш подразбира одреден период. Значи не може референдум од денес за утре да се направи, ниту пак може да се забошоти како што тоа го прави државата со јавните расправи. Второ, на тој начин државата ќе ги превземе сите оние административни, процедурални постапки кои што треба да бидат превземени и на крај ќе биде обврзана да одлучува согласно спроведениот референдум. Чисто како размисла. Прашање дали има, пред да се осврнеме на ова што го кажа професорката? Ивана, повели. Па, ја би се вратила на таа мојата болка и повторно би го поставила тоа прашање и до вас, професорка, а и до вас, а и до уште нешто што спомнавте. Кое е логичното резонирање зад тоа да не може да се распишува референдум за буџет? Во што друго би сакала како граѓанка да учествувам, ако не во распределбата на јавните средства кои што доаѓаат од даноците што ги жнеат? Јавните давачки, сето тоа. И второ, може би сум пропуштила некоја лекција или нешто, меѓутоа, зошто исто така не би можел да се спроведува референдум на прашања за кои што во Македонија е потребно бадентерово мнозинство и некаков таков сличен модел да се употреби на големо гласачко тело. Тоа да ми го објасните и она што претходно го спомнав, која е правната логика за непризнавање на потписи и лични податоци на граѓани кои што ги даваат за да се покрене таа иницијатива. Зошто тоа не би можело да се искористи, наместо оние потребни 100 потписи кои што треба да се соберат, за да се соберат потписите за референдумот? Да, мислам дека предлогот на професорката е одличен и немам што да додадам тука. Апсолутно се сложувам дека треба да се размисли за проширување на опсегот на прашања за кои што би се предвидел задолжителен референдум. Во однос на прашањето околу собирањето на потписи надвор од подрачните единици на Државната изборна комисија, значи во нормални земји тоа апсолутно би било позитивно да се овозможи секаде каде што е достапно до граѓаните да може да се собираат потписи. Но земји во кои што ги нарекуваме полициски држави, тоа некогаш може да биде и на штета на собирачите на потписи. Зашто јас ќе ви дадам пример да од соседството при основање на политички партии, кога се собираат потписи од оснивачи и потоа тој што ги собрал потписите оди да побара регистрација на политичката партија, полицијата почнала да оди од куќа на тие што се потпишани и да им вели: ти ќе кажеш дека си бил принуден или потписот ти е фалсификуван. И практично не биле земени во предвид цели списоци на луѓе кои што се потпишале. Значи, меч со две острици. Од една страна ја упростува процедурата, но од друга страна овозможува да се применат полициски методи врз луѓето кои што се потпишале на улица и утре самите тие да ви се откажат од потписот кој што го дале и да речат дека не се потпишале тие или биле принудени или потписот бил фалсификуван и да ви пропадне трудот на собирање на потписи долг временски период. Во делот на буџетот, значи компаративни примери има каде што се оневозможува распишување на референдум за јавни давачки, но не за буџетот генерално. Заради тоа што вие да ставите на референдум, например, прашање да не се плаќа определен данок или определен ДДВ, не знам, или било која друга такса, граѓаните природно би се изјасниле против плаќањето и покрај тоа што може ке водите кампања за што се користи тој данок, но да дадете генерална забрана за прашање од буџетот за што ќе се трошат парите, тоа е нешто што е без преседан. Значи, вие можете да ограничите изјаснување за приходот, ама не и за расходот за што се троши буџетот, така што од тој аспект мислам дека нашиот закон, нашето решение е пререстриктивно. Благодарам. Да, би се осврнала на она што го спомна Ивана исто така со бадентеровото мнозинство или пак неможноста
да се организираат непосредни начини на учество на граѓаните за прашања односно за закони за кои што се гласало задолжително се гласало со мнозинството од присутните припадници заедници на помалите заедници во Република Македонија. Тоа на некој начин може би е добро решение, имајќи предвид дека нели сме земја која има повеќе етнички заедници во државата и чии права кај нас уживаат посебни гаранции. Меѓутоа, за мене тоа е и во исто време и со некој судир со уставот на некој начин, затоа што пак уставот предвидува дека во единиците на локална самоуправа граѓаните можат непосредно и преку представници, меѓутоа и непосредно да учествуваат во прашања од областа на урбанизмот, комуналните девојности, културата, образованието и така натака, а пак културата и образованието пак повторно се прашања за кои што на ваков начин се одлучува, нели, со ова потребно двојно мнозинство, така што е прашање кое кај нас има судир и со уставот, а ја гледам и потребата да биде регулирано на посебен начин, така што може би едноставно повнимателно треба да се реши, или пак тука и уставот ќе треба во делот на локалната самоуправа да има измени. Не знам во овој дел дали би дополнила професорка или тоа е тоа. Да. Други прашања? Не? Добро. Сега е 11:15, 12:15. И после паузата ќе следи сесијата со колегите од Хрватска. Ги очекуваме од прилика за 40 на минути, така што јас би ве замолила да искористиме таква подолга пауза и сепак да останеме за нивните презентации. Основно поради тоа што имаат исклучително храбри и иновативни иницијативи и затоа што кога тие зборуваат за добрите и лошите страни на нивниот закон, тие зборуваат од пред се од нивните искуства, кои што не се баш така малку, така што мислам дека за нас ќе биде особено значајно да ги слушнеме, а втората причина поради која ќе ве замолам да останете е дека навистина се измачија да стигна до Скопје. Така што имаме 40 минути пауза и да ве видам сите назад. Се шалам. Кафе пауза.